Добар ден, вие сте во 12:30 на Канал Плюс телевизија. Почнуваме со најава на дел од темите во овие вести. Од денес до 29 јануари невработените со бизнис идеја ќе може да аплицираат за грант за самовработување. Очекувана цел на оваа владина мерка е отворање на околу 1000 работни места. Лекарски совет на линијата Ало докторе побарале 70.000 граѓани во последните 16 месеци. Последната недела најбарани се советите за актуелните вирози. Малешевскиот фолклор презентиран во Австралија. Три етногрупи од крајниот исток настапија на етнофестивалот во Вудфорд, Австралија, а имаат 18 настапи и во други австралиски градови. Членовите на Европскиот парламент Иво Вајгал, Ричард Ховит и Едуард Кукан, кои посредуваа во напорите за постигнување на договорот од Пржино, денеска во Скопје ќе одржат одвоени средби со лидерите на политичките партии и подписници на договорот. Тие ќе имаат средба и со специјалната обвинителка Катица Јанева и со представници на Државната изборна комисија. Кон средината на месецот се очекува Македонија да ја посети и еврокомесарот за соседска политика и преговори за проширување Јоханес Хан. Целта на посетата на Хан е да направи увид во напредокот од имплементирањето на точките од договорот во Пржино, како и на реформските приоритети сугерирани од Еврокомисијата. Невработените со идеја за бизнис од денес ќе може да аплицираат за грант за самовработување. Проектот има цел да поддржи отворање на 920 фирми и да се отворат околу 1000 работни места. Огласот ќе биде отворен до 29 јануари. Од денес невработените кои имаат идеја за бизнис ќе може да аплицираат за грант за самовработување. Преку проектот планирано е да се поддржи отворање на 920 фирми и да се креираат околу 1000 нови работни места во економијата. Огласот кој ќе трае до 29 јануари би требало да се привлечат доволно кандидати за доделување на половина од планираните грантови во вредност од 3200 евра, очекуваат од Агенцијата за вработување. Агенцијата по распишувањето на огласот ќе ги води сите лица кои што ќе изразат интерес за користење на овие средства во рамките на целиот процес, ќе добиваат совети од НЗС со цел да се финансираат со средствата од државата оние бизниси кои што ќе покажат најголема продуктивност, најголем квалитет, се со цел покрај тоа што ќе се само вработат лицата кои што ќе ги отворат овие бизниси, да се вработат и дополнителен број на лица со развојот на сите овие компании кои што ќе ги поддржиме финансиски. Ваквиот оглас е цел мерката да биде поуспешна годинава. 1500 најдобри кандидати прво ќе добијат обука, потоа ќе аплицираат со својата бизнис идеја. Зависно од оценката на бизнис планот, предвидено е во некои случаи да се одобри грант за вработување на уште едно лице, а за идеите со најголем потенцијал вкупната поддршка достигна до 5600 евра. Грантот за самовработување се состои во опрема, материјали за работа, менторство и помош за изработка на бизнис план. Во рамки на проектот Слободни избори за слободни граѓани, Центарот за слобода Цивил попладне во Штип организира состанок со представниците на политички партии, граѓанско општество и медиумите. Овој проект има цел да се создадат услови за спроведување на избори во демократска атмосфера со почитување на човековите права и слободи. Проектот го финансира Министерството за надворешни работи на Сојузна Република Германија. За 16 месеци регистрирани се над 70.000 јавувања на линијата Ало докторе. Само минатата недела над 1300 граѓани побарале совет на телефонската линија за медицински совет Ало докторе. 25 доктори се достапни за медицински совет, а последната недела најбарани се советите за респираторни проблеми, зголемен крвен притисок, зголемена телесна температура, вируси и кашлици од променливото време.
Малешевската етномузика беше презентирана во Австралија. На јубилејниот 30-ти фолк фестивал Вудфорд беа поканети 3 групи од Берово, Етно Малеш, Малешевски Зурли и оркестарот Ускакан. Според организаторите, нивните 18 настапи во неколку града во Австралија беа многу посетени и забележителни. На фестивалот во Австралија учествуваат музичари од целиот свет кои ја презентираа својата традиција, култура и музика. Годинава повеќе од 1000 изведувачи одржаа 438 настапи, концерти, улични театри, филмски представи, дебати и детски представи. Висечки мост во канадска провинција Онтарио, кој е дел од главниот автопат, е затворен за сообраќај поради механички проблеми предизвикани од студот, јави телевизијата CBC. Со затворање на мостот над реката Напигон прекината е главната сообраќајна врска меѓу источна и западна Канада. Температурите во овој регион паднаа под минус 30 степени Целзиусови. Канадската полиција соопшти дека не може да каже кога мостот ќе биде пуштен во употреба и сообраќајот е прекинат на неопределено време. Едниот крак од новиот висечки мост над реката Напигон беше отворен за сообраќај во ноември 2015 година, а вториот треба да биде пуштен во употреба во 2017-та. Најмалку 4 лица загинаа во ракетен напад врз една болница на хуманитарната организација Лекари без граница во Северен Јемен. Како што соопшти организацијата, при нападот се ранети други 10 лица, од кои тројца се припадници на персоналот на болницата. Двајцата од ранетите се вели дека се наоѓаат во животна опасност. Во соопштението на Лекари без граници се вели дека нападот бил извршен во провинцијата Саада, која представува цврсто упориште на бунтовниците Хути. Ова штитско движење војува против јеменската влада и незините сунтски сојузници, предводени од Саудиска Арабија. Болница на Лекари без граници беше уништена во октомври, додека нејзината клиника во Таис беше рекетирана минатиот месец. Новиот парламент на Египет се состана за прв пат по 3 години. При тоа за претседател на парламентот е избран Али Абделел, експерт по уставно право кој студирал во Франција. Тој е еден од творците на новиот устав на земјата и се очекува да претседава со седниците на парламентот, кој треба да одброи околу 200 закони што претседателот Абдел Фатах Ал Сиси ги донесе како декрети откако собранието беше суспендирано. Фудбалскиот клуб Брегалница од денес ги започнува подготовките за стартот на новата сезона. Фудбалерите една недела ќе тренираат во Штип, а на 18 јануари подготовките ќе ги продолжат во Дојран. Пред почетокот на новата сезона планирани се 6 пријателски средби, меѓу кои планирани се средби со Хоризонт, Пелистер и Миравци. Во новата сезона Брегалница со ново засилување, и тоа Ѓорги Танушев, досегашен фудбалер на Хоризонт, и нови двајца голмани, Дучко Павлов од Тетекс и Талевски од Металург. Инаку и во пролетната сезона, Брегалница нема да игра на градскиот стадион во Штип поради пролонгирање на изградбата што би требало да започне повторно на пролет. Продолжуваат надпреварите на турнирот Водици 2016 во мал фудбал. Денес на програмата се 3 надпревари. Во 18 часот ќе се сретнат екипите на Ел Тигре и СВР Штип. Во 18 часот и 30 минути екипите на Давка и Челзи, а во 19 часот надпреварот меѓу екипите на Вил Хил и Интро Инвест. Инаку полека но сигурно се издвојуваат и фаворитите за освојување на овој турнир, а тоа се екипите на Интро Инвест и екипата на Општина Штип. Турнирот Водици се организира традиционално секоја година во организација на Општина Штип и Брегалничката епархија, а под покровителство на градоначалникот на Штип, примариус магистар Илчо Захариев и Брегалничката епархија. Финалето се игра на 19 јануари. Овде е крајот на вестите, а повеќе за денешните случувања на истокот и пошироко гледате во Дневникот во 16:30. До тогаш Канал Плюс ви посакува убав ден.